Здраво! Ова е вашата училница. Јас сум Весна Попучовска, оделински наставник во Основното училиште Александар Турунџев, село Кукуречани, од Битола. Денешниот час е час по предметот Природни науки во трето оделение. Тоа е часот број 18, вкус. Се надевам дека сакате да јадете овошје и дека секојдневно во вашата исхрана го користите овошјето. Токму на овој час ќе зборуваме за овошјето и за неговиот вкус. Што е цел на овој час? На овој час ќе научите да поставувате прашања за вашето сетило за вкус, ќе научите да го истражувате вашето сетило за вкус и начините на кои што го употребувате, ќе откривате каков вкус има храната што ја јадете, односно овошјето што го јадите, и ќе научите дека секојдневно треба да јадете здрава храна. Што ни е потребно за овој час? На овој час треба да одберете овошје од кое треба да направите една овошна салата. На овој слајд имате повеќе сликички со повеќе видови на овошје. Ова овошје го јадиме во текот на целата година. Например, тука имаме цреши, потоа имаме кајсии, јаболка, банани, праски, круши, калинки, јагоди, сливи, различно грозје, малинки, капинки, боровинки, портокали, киви, лубеница. Ова е само дел од овошјето кое го јадиме во текот на една година. Вие треба да употребите овошје кое што го имате моментално во вашите домови. Веројатно имате јаболка, можеби имате и банани, круши, портокали, мандарини и нешто друго, а може да го имате и ова овошје замрзнато. Можеме да го употребиме овошјето кое што го имаме во нашите домови. Што треба да направите? Откако ќе го одберите овошјето од кое што треба да правите овошна салата, треба да кажете како се вика, дали го имате порано вкусено, да го опишите, да го пробате, да кажете каков вкус има, потоа што може да се направи од него и што содржи овошјето. На оваа слика со чинија е дадено мал број од овошје. Например, имаме 2 јаболка, црвено и зелено, круша, јагода, цреша, грозје, калинка, портокал, лимон. Значи, вие во вашите домови ќе го земите овошјето кое што го имате. Се надевам дека имате јаболка. Јаболкото кое што е овде представено е црвено и тоа веројатно е благо, сладко. А зеленото јаболко може да биде и сладко, но може да биде и кисело. Лимонот, кој што овде гледаме само едно парче, знаеме сите дека има кисел вкус. Зошто треба да јадеме овошје секој ден? Затоа што овошјето содржи витамини кои што не штитат од различни болести или кои ни помагаат побрзо да оздравиме кога сме болни. Што можеме да направиме од овошјето? Овошјето го користиме во многу работи кои што секојдневно ги јадиме. Најчесто сакаме да го јадеме како сладолед или торта, но од овошјето може да се направат неколку работи кои што можеме секојдневно да ги употребуваме. Џем, сладко, мармалад. Потоа, можеме од овошјето да направиме сок, чај и компот. И, како што е прикажано на оваа слика, можеме да направиме овошна салата. Ова овошна салата во себе содржи повеќе видови на овошје, јагоди, боровинки, кајси, праски и друго. Вие ќе направите овошна салата од она што го имате дома. Салатата која што ќе ја направите, треба да ја нацртате. Односно, овошјето кое што ќе го употребите за вашата салата, треба да го нацртате и да го именувате, да го ставите во чинија и да го пробате, да кажете каков вкус има вашата салата. Ова може да ви послужи да го запишете во вашите училишни тетрадки и да напишете наслов "Мојата овошна салата". Нацртајте ја овошната салата во чинија, нацртајте го поединечно овошјето, под секој цртеж запишете го името и на крај каков е вкусот на вашата овошна салата.
Кога ќе ја правите овошната салата, во неа можете да додадете здрави додатоци кои што ќе го подобрат вкусот на вашата салата. Што можеме да употребиме за подобрување на вкусот? Прво, овошје, но тоа е сушено овошје. Например, суво грозје, суви сливи, потоа има суво киви, ананас, може да биде тоа суви смокви и друго сушено овошје. Значи, се она што можете да го најдете во продавниците. Исто така, во салатата можете да додадете и семки кои што секојдневно ги јадете. Например, сончоглед, семки од тиква, ленено семе, може да биде и соја, она што вас ви се допаѓа. Исто така можете да додадете и јаткасти плодови. На овие слики имаме лешници, ореви, бадеми, фстаци. Но исто така можете да додадете индиски оревчиња, бразилски оревчиња или пак некое друго јаткасто овошје, например кикири, она што вас ви се допаѓа и кое што вие го јадите. На што треба да внимавате додека ја правите вашата овошна салата? Овошјето кое што ќе го користите за вашата овошна салата треба добро да го измиете. Потоа, вашите раце треба да бидат чисти и миени. Овошната салата треба да содржи овошје кое што ќе биде исечено на малечки парчиња. Затоа побарајте помош од вашите родители за да ви го исечат овошјето на малечки парчиња. Во вашата салата можете да додадете и јаткасти плодови, суво овошје, семки, но исто така можете да додадете јогурт, павлака, мед, јаворов сируп, она што вас ви се допаѓа. Но бидете многу внимателни какво овошје и кои додатоци ќе ги користите, затоа што не треба да користите овошје и додатоци на кои што можеби имате алергија. Како домашна работа од овој час треба да направите, односно да запишете еден рецепт за овошна салата. Рецептот ќе го запишете на лист од блок. Листот украсете го со рамка на која што ќе нацртате различно овошје. Употребете фломастери, дрвени боички или пак пастелни боички. Нацртајте го овошјето кое што ќе го употребите во салатата, а и не мора да го употребите. Важно е да дадете наслов на вашата салата, значи името на вашата овошна салата, да наведете што ќе употребите во вашата салата и колку од тоа ќе употребите. Количината на она што ќе го употребите можете да го запишите во шоли или во чаши. Што научивме на овој час? Од овој час научивме, односно повторивте, да го разликувате и именувате овошјето, затоа што вие веќе знаете како се вика овошјето. Научивте каков вкус има тоа, односно го кажувавте вкусот на секое овошје. Научивте да одберите овошје од кое сакате да направите здрава овошна салата и вкусна овошна салата. Научивте дека овошјето содржи витамини кои што се важни за вашето здравје, затоа што витамините од овошјето не штитат од одредени болести или пак кога сме болни ни помагаат побрзо да оздравиме. Исто така, научивме што можеме да направиме со овошјето. И исто така да се грижите за вашата хигиена и хигиената на она што го јадите. Многу е важно при правењето на овошната салата и при секојдневното јадење да внимаваме на хигиената на нашите раце. Затоа што на површината на нашите раце секогаш има одреден вид на вируси и бактерии кои што може да бидат штетни за нашето здравје ако јадиме со нечисти раце. Затоа секој ден пред правење храна или пред јадење и после јадење треба правилно да ги измиеме нашите раце. Пожелно е рацете прво да ги исплакниме со вода и тоа со топла вода. Потоа на нашите раце ќе ставиме сапун. Дали тоа ќе биде течен сапун или тврд сапун е сеедно. Важно е да го употребиме сапунот. Откако ќе ги насапуниме рацете, потребно е да ги триеме натрешните делови од дланките, значи убаво да ги истриеме натрешните делови на дланките, потоа да ги триеме
горните делови на нашите дланки, на едната и на другата рака, па врвовите на прстите, на двете страни, основата на палците на едната и на другата рака. Многу е важно да истриеме помеѓу прстите, затоа што тука може да има најголем број на вируси и бактерии, исто така и зглобовите кај глуждовите на двете раце. На крај, рацете ги плакнеме со вода и ги бришиме со крпа. Секој од нас треба да има своја сопствена крпа, или пак рацете да ги избришиме со хартиено марамче. Се надевам дека часот ви беше интересен и дека ќе направите вкусна овошна салата. Се гледаме следниот пат.